Денес зборуваме за еден од најважните документи во светот, Универзалната декларација за човекови права. Се врти околу едно клучно прашање. Одговорот, може би е изненадувачки. Прво, приказната за низиното раѓање. За да ја сватиме, мора да се вратиме во пепелот на војната. По Втората светска војна, светот имаше една цел. Ужасите да не се повторат. Никогаш повеќе. Значи, во 45-та се формираат Обединетите нации. Само 3 години подоцна го даваат ова ветување на светот. Во самата срж на повелбата на ООН е оваа идеја. Вербата во достоинството на секоја личност. Добро, а што всушност ветува оваа декларација? Ајде да видиме. Важно е да се знае. Ова не е закон. Повеќе е како светилник. Заеднички стандард за сите нас. Тука спаѓаат основните работи. Право на фер судење, слобода на мисла, говор, самите темели на општеството. Ама не застанува тука. Зборуваме и за право на работа, одмор, образование, право на достоинствен живот. И клучната поента. Ова не се награди. Ова се права што му припагаат на секој човек секаде. Во ред, но дали овие зборови на хартија на вистина има некакво влијание? Да, и тоа какво? Незиното влијание е огромно. Инспирирала устави, закони и ги охрабрила борците за права низ целиот свет. И за да стигне до сите, преведена е на повеќе од 500 јазици и дијалекти. Да, ова официјално најпреведуваниот документ во светот држи Гинисов рекорд. И со тоа се враќаме на почетното прашање. Каде на вистина започнуваат овие права? Одговорот е во малите места, сосема блиску до дома. Толку блиску и толку мали, што не може да се видат на ниедна мапа на светот. Зборуваме за соседството, училиштето, работното место, места каде секој бара еднаква правда и достоинство. И тука е суштината. Ако правата немаат значење таму, немаат значење речиси никаде. Значи заштитата на овие права бара наша заедничка акција, токму таму, блиску до дома. И така останува прашањето за сите нас, како да ги одржиме овие права во живот токму таму.